Ванчо Петрушевски, Андријана Јаневска, Атанас Николовски, Калиопи, Снежана Куневска Руси се само дел од големиот број јавни личности која поддржа иницијативата за заедничка Македонија. Петрушевски го повика раководството на ВМРО ДПМН да излезе и да ја поддржи иницијативата. Го повикуваме раководството на ВМРО ДПМН да излезе и да не поддржи масовно во одбрана на унитарна и заедничка Македонија. Андријана Јаневска ја поддржа иницијативата и на својот профил на Facebook напиша дека маките на татковината се поголеми од сите страдања на секоја наша мајка, цитирајќи го Даме Груев. Поддршка пристигна и од знаменосецот на отварањето на Олимписките игри во Пекинг, најдобриот македонски спортист за 2010 година и еден од најдобрите македонски кајакари. А меѓу спортистите кои изразија поддршка и каратистот Мартин Несторовски. Македонија е мирољубива земја, порача Калиопи, а актерот Васил Зафирче вели се случува брутално мешање во внатрешната работа на државата и зачувување на јазикот. Во моментов е да пратиме порака до сите надвор од Македонија, дека ова мирољубива земја и дека секој еден кој што ја љуби својата земја тука е добре дојден и благословен. Езикот наш македонски е мислата на овој народ. Тоа се чувствата на овој народ. Тоа е срцето на нашиот идентитет. Тоа е нашиот дом и дом на сите македонци широм светот. Македонскиот јазик е нашата единствена и вистинска татковина. Внуката на Груме Кепески, која ги поддржува собирите во разговор за ТВ Нова, истакна дека законот за јазици е дел од заскриено сценарио. Од една поголема и поширока програма, така да речам прв чекор во остварување на цели кои што се заскриени и кои што се сака да се остварат постапно. А не затоа што вакво сценарио и досега немало и не се остварувало, можеби со помали чекори, со поситни чекори наназад. Актерката Снежана Куневска Руси побара да се изготви заедничка платформа на сите народи во Република Македонија, а директорот на МОП Игор Дурловски побара да престане мешањето на надворешни фактори во внатрешната политика на Македонија. Бараме ниту една политичка партија во Македонија да не ја подхранува и уважува дискриминаторската политика на одредени земји. Освен Друловски, кој истакнат музичар, истовремено и еден од организаторите на иницијативата, голем број оперски пејачи и музичари преку својот Facebook профил застанаа на страната на црвено-жолтите преку песна. Изведувајќи изворни македонски песни, порачаа дека пеат за Македонија, а не за политичките партии.